Животна средина разговараме со Ико Брдаровски од Пакомак, имено ќе бидат поставени 30 вендинг машини низ Македонија, кој е нивното значење и зошто токму ги поставуваат со него новаа тема. Добро утро. Добро утро на сите ваши гледачи и благодарност за поканата. Какви се овие вендинг машини? Што представуваат тие? Па овие вендинг машини се нешто модерно. Добро. Нешто специфично што ќе ги стимулира и оние граѓани кои што досега не сакаат или имаат отпор да ги користат контењерите за селекција на амбалажен отпад, својот амбалажен отпад, односно пластичните шишиња или менките, да ги одлучат во тие машини со посебна стимулација која дава Пакомак за користење на тие машини. Добро. Тоа да кажеме европска пракса и светска пракса во одреден број на земји во Европа, особено во скандинавските земји, каде што вакви повратни вендинг машини се поставени пред 30-40 години. Тој тренд полека почнува и во останатите европски земји, така да, бидејќи Пакомак членува во две организации кои што ги обединуваат најдобрите колективни постапувачи, така се викаат тие организации како Пакомак, разменуваме искуства и знаеме дека тој тренд ќе треба кога тогаш да дојде и кај нас, бидејќи во однос на екологијата, собирањето на отпадот од пакување некако сме спори, а ние сакаме да ги имплементираме тие, да кажам, светски пракси, колку толку во наше општество, бидејќи не е лесно, нели, да се соработува и со јавните институции. Решивме пред 3 години, кога почнеме да го развиеме овој проект, да развиеме таква машина, за да оваа година веќе да поставиме 30 такви машини во Скопје прво, следната година уште 30 во останатите градови од Републиката и во следниве 5-6 години да поставиме преку 200-300 машини, за да возможиме на целото население да може своето шише и лименка да ја одложи во таа машина. Всушност, ова нека нова генерација, така што можев да прочитам, го леснува тоа одложување на отпадот. Мислам за функционирањето, како функционираат. Како функционираат тие машини, најдобро и светската пракса кажува дека треба да се стават во места каде што циркулацијата, фреквенцијата на луѓето е најголема, односно име секојдневие. Односно, во светска пракса тоа се маркетите. Затоа ние склучивме договор со најголемите два ритейлери, очекуваме да подпишеме договори со трет најголем ритейлер, односно ланец на маркети во нашава република. Во тие маркети се ставаат тие машини, така да секој кој што ќе дојде во маркетот, ќе може има мобилна апликација, се скенира со мобилната апликација на мобилниот телефон, го препознава машината, го препознава корисникот, го пушта шишето, си собира поени на таа мобилна апликација и потоа оди на каса, тие поени си ги троши, си ги користи како попуст во маркетот. Купува производи и добива на крај 10, 20, 30, 50 денари попуст, зависи колку собрал поени во изминатиот период. Дополнително, идејата ни е тие поени да може да се трошат и за плаќање на јавни сервиси, јавни услуги, комунални такси и тоа да го направиме да биде една национална, како да кажам, политика и стратегија за да се користат тие машини, што по друга страна ќе олесни на нашава држава да ги исполни тие високи национални цели за собирање на амбалажен отпад, кои што ни ги дава Европската комисија и Европската унија, за да еден ден да бидеме членки во тоа друштво на тие држави. Добро, добар старт е ова. Чисто како поттик, оти некако навиките тешко се менуваат. Јас не знам, сакам да ве прашам за очекувањата, со оглед на тоа дека граѓаните треба во торба од дома да соберат, да речеме, за рециклирање материјал, еве така, и да се упатат до маркетот во кој што имате поставена машина, да ја завршат таа работа, да си ги добијат бенефитите кои што ќе ги добијат, но повторно за навиките. Кои се очекувањата со оглед на тоа дека тешко менуваме навики? Точно е дека тешко менуваме навики. Пакомак постои од 2010 година, веќе еве 12 години. Ние постојано работиме на навиките и правиме истражувања и можеме да кажеме дека навиките кај луѓето од година во година се зголемуваат, сакаат да рециклираат, меѓутоа треба да им се створат услови.
треба да има доволно контејнери за селектирање на амбалажен отпад, за стакло, пластика, хартија. И обично тоа да биде ако може веднаш до нивното живеалиште. Сега тука пак станува збор за навиките, затоа што пак ако ќе го ставите контејнерот до нивното живеалиште, после почна да им смета, бидејќи е близко до нивното живеалиште, така да тука треба да бидеме, да се адаптираме. Најдобро е да не измислуваме топла вода, да ги ископираме европските пракси. Како е таму, така да направиме и тука. Ние се обидуваме тоа да го правиме и затоа викам, еве 10 години поставувавме контејнери, сега е фаза кога треба да почнеме дополнително да поставиме дополнителна инфраструктура за вакви повратни вендинг машини, да им створиме на луѓето можност да го селектираат амбалажниот отпад. Едноставно не треба дома да соберат купишта шишиња, да направат дома сега ѓубриште, затоа се ставаат тие машини на оние места каде што одиме 3 пати неделно, да кажем, да купиме лепни, ако не со сигурност еднаш во неделата пазариме. Така, и затоа со тие 3, 4, 5 шишиња ќе ги однесеме во маркет. Инаку изминатава година ние веќе имаме поставено во еден ритейл маркет. За тоа сакав да ве прашам. Има поставено 11 такви машини. Што покажа до сега? Постар модел се, поспори се, овие сега ќе бидат многу помодерни, побрзи, попрактични, полесни за користење. Нова генерација. Ја можам да ви кажам дека ние без никаква кампања, без никаква маркетинг, значи кампања, имаме над 5000 корисници на таа мобилна апликација. Значи толку амбалажен отпад е собран? Сами од себе 5000 луѓе ги користат тие машини секојдневно. Имаме ситуации кога во аеродром, во Тафталиџе, тие машини по 3 до 4 пати во текот на денот се празнат. Значи, во текот на денот по 500-600 шишиња луѓето фрлаат во тие машини. Така да, тоа е добра пракса и добар показател дека ова што го правиме е тоа што навистина треба да го направиме. Сега околу навиките, значи, апелирам и до надлежните институции, не мора да казнуваат, меѓутоа да опоменуваат луѓе кои што несоодветно селектираат, несоодветно одлагаат отпад, бидејќи во нашава држава ја уште не сум видел некој да плати казна за да фрли шиша кај што ќе му текне. Токму за тоа сакав да ве прашам, кога се навиките во прашање, велите не сум видел да се плати казна, кои се праксите во другите земји? Еве не е нешто многу далеко, ама сигурно ги следите во соседството. Ја вака кога разговарам со... Се мачат ли со истиот проблем? Не се мачат, затоа што веќе тоа им е врежано во крвта. Ние кога ќе отидеме во странство, на летување, на зимување, во сместувачките капацитети, не зборам хотели, зборам приватни апартмани, кога ќе влезете, таму има посебно упатство како треба да се третира отпадот во тој објект, дека посебно се фрла, или па ако живеете по долг временски период. Значи имате јасни правила и јасни насоки кои треба да ги почитувате. Ако тоа не го испочитувате, комшијата ќе ве пријави дека не го селектира тој отпад како треба и ќе платите 3-4 плати казна, во вистина на 3-4 плати, висока казна ќе платите, за следниот пат тоа да не го направите. Така да, во европските и во светот, луѓето се уплашени ако тоа не се практикува како што треба. И покрај тоа што многу заработуваат, ама не сакаат да ги плаќаат тие казни од една страна, од друга страна па прават и нешто добро за животната средина и општеството каде што живеат. Тие си го сакаат општеството, околината каде што живеат, секој сака да екзистира во чиста околина, така никој не сака да гази по ѓубришта. Вие како Пакомак веќе лидери сте 10 години. Така, 12. Трудејќи се 12, да ја поттикнете таа свест, одиме спорно, сепак се движиме. Ги споминавте институциите, но ги споминавме и граѓаните на повеќе навради, па да го заокружиме разговорот кој е вашата порака до граѓаните и која е до институциите. Оти, нели, ги споминавте како овозможување на услови за граѓаните во тој контекст. До институциите прво да се заблагодарам до поддршката од Министерство за животна средина, затоа што овие години тоа што го направи Министерството, овие промени се нема случајно во изминативе 10 години, во овие 2-3 години. Така да големо благодарам до нив и би сакал да продолжиме во таа насока заедно да направиме нешто подобро за нашава држава. До останатите јавни институции препорака до општините, малце повеќе, на сите општини зборам во Македонија, малце повеќе да се насочат да размислуваат за амбалажниот отпад и за неговото третирање, бидејќи тој учествува со 30% во вкупниот отпад кој што генерира населението.
значи на една депонија, 30% од отпадот е амбалажен отпад. Секоја општина треба да размислува за тоа, да не чека само Пакомак да им го реши проблемот, туку и само иницијативно да го решава тој проблем. А за граѓаните е потоа лесно. Значи, кога ние ќе створиме услови за селектирање, ако си ја сакаме татковината, животната средина, многу лесно ќе се справиме со тоа и со целиот отпад кој што се генерира. А до тогаш да се потрудиме, бар да направиме некој исчекор во менување на навиките. До тогаш да тргнеме самите од себе и да бидеме добар пример за нас, за нашата фамилија, децата и за околината, како треба да се третира отпадот. Ете така, ви благодарам. Ви благодарам и на вас за Благодарам поканата. за денешното гостување. Се разбира секогаш на актуелна тема, се гледаме повторно и Копрдаровски. Ви благодарам.